почитувани членови на Либерално-демократската партија. Ви благодарам на сите што денес со вашето присуство го збогативте овој наш настан. За да формираме политичка партија, мора да постојат одредени вредности, за кои ќе се борите. Да постои некој гнев во системот кој чувствувате дека создава неправди. Мора да постои мотив и желба да го промените тој систем кој што сметате дека ви прави неправда. Дури потоа, на тоа се надврзуваат либералните идеи, визиите, како ќе функционира тој нов систем на вредности. Тоа е мотивот што не држи сите нас заедно во оваа партија. Тоа е причината што обстојуваме цел овој период години наназад. Луѓето си заминуваат и доаѓаат. Лидерите се менуваат. Но партијата и идејата останува да живеат, идејата за подобро утре на сите граѓани на Република Македонија, идејата за либерална Македонија. Старите традиционални партии насекаде во Европа се трошат и влегуваат во криза. Во моментот либерализмот во Европа е на раскрсница. За нас зборуваат и од десницата и од левицата. Самото тоа говори за поголемата важност на нашите вредности. Одговор на популизмот во Европа е слободното општество. Должност на секого од нас либерал-демократи е тие либерални вредности да ги шириме и во Македонија. На македонските гласачи треба поенергично да им ги представиме нашите заложби и идеологија, нашата програма и ставови. Политиката е маратонска трка која мора да истрчаме сите заедно. Изминатиот период од 4 години помогнавме како партија да се промени власта во Република Македонија. Помогнавме да започне процесот на демонтирање на системот на лажни вредности, кој се уште се бори да обстане и му пркоси на новата власт. Помогнавме да се деблокираат евроатлантските процеси, иако тоа е болен процес кој никого од нас не остави равнодушен. Секој од нас различно го разбира и прифаќа. Кај некој превладува разумот, но кај некој емоциите. Но сите ние подеднакво си ја сакаме Македонија. Подеднакво сакаме подобро утро и сигурно иднина за нашите граѓани. Историјата нека биде праведна кон секого од нас. Знам дека многумина од вас имаат чувство на неправданост. Дека ЛДП не го доби заслуженото место во новата власт. Дека од овие позиции тешко можеме да ги реализираме нашите вредности и идеали. Но ние одлучивме да прифатиме подредена позиција, бидејќи државните интереси ги ставивме над нашите партиски интереси. Тоа што бевме со социјалдемократите кога им беше најтешко, во отпорите, низ улиците, на плоштадите, цели 11 години опозиција, а денес сме на маргините на оваа власт, не ни дава за право да се разочаруваме и да се откажуваме. Напротив, ние мора да почнеме да работиме на афирмирање на нашата идеологија, да се фокусираме на проблемите на граѓаните и да ја нудиме решенијата. Ако сакаме да сме фактор, мора да се бориме за нашите вредности. Мора да ги отвориме нашите мозоци за нови идеи, да се отвориме себе си кон сите оние кои делат заеднички вредности со нас. Мора да се бориме како либерали со нашите либерални вредности. Тоа е и паролата на АЛДЕ, партијата од последниот конгрес. Да работиме со одредена категорија на гласачи. Да не се плашиме да представуваме одредена класа во општеството. Во таа насока, ние мора да ја браниме нашата идеја за рамен данок, или како се нарекува пропорционален данок. Тука е нападната нашата гласачка група во општеството од социјалдемократите кои се борат, се разбира, за работничката класа. Да не дозволуваме овие гласачи да ни ги одземе десницата, која тоа го прави насекаде во Европа. Средната класа, мозоците на нашиот економски развој, младите информатичари и предприемачи, но и професорите, докторите, адвокатите, сите се нападнати од прогресивното даночување. Ние треба да сме нивните заштитници. Да опфатиме теми во кои сме сигурни и преку кои гласачите ќе стекнат доверба во нас. Јасно да ги кажуваме нашите ставови за сите политички случувања во Македонија, независно дали тие ќе му се допаднат на некого или не. Владењето на правото е важно за нас либерал-демократите. Сакаме судство во кое судиите ќе судат праведно, судии во кои ќе имаме доверба, општество во кое нема да има мешање на законодавната и извршната во судската власт. Во однос на најавените амнестии, прво да има пресуди, секој да ја докаже својата невиност на суд, да има презумпција на невиност,
па дури потоа да се размислува за било какви амнестии и помилувања. Бидејќи ако некого помилувате пред време и со тоа спречите судот да пресуди, никогаш нема да дознаеме дали тој погрешил или не пред законите во Република Македонија. Денес е предизвик да се бориме за нашите вредности, да се бориме сите подеднакво без предрасуди. Ни требаат слободни медиуми, ни треба силен граѓански сектор, да ги слушаме луѓето, да не ги судиме ако размислуваат различно од нас, и нас да не суди никој ако размислуваме различно од другите. Ние либерал-демократите нудиме слобода, не сакаме никој да не води. Да се обединиме наместо да се делиме. Да најдеме заеднички решенија за загадениот воздух. Да понудиме квалитетен начин за живот за сите граѓани, бидејќи сите заеднички живееме во оваа наша Македонија. Европа е нашата иднина. Спремни сме да градиме мостови, а не ѕидови. Да ја градиме заедно нашата иднина. Независно од идеолошката определба, бидејќи Европа е нашата судбина. Да ги ангажираме најдобрите експерти, најдобрите наши мозоци, адвокати, кога ќе ги отвориме поглавијата со ЕУ. Да се искористи целокупното влијание кое поединците го имаат во Брисел. Подобро е да се обединиме, отколку да се делиме за стратешките интереси на државата. Да не брзаме во преговорите и да ги постигнеме најдобрите решенија за нашата економија, за нашите граѓани. Да учиме од грешките на нашите соседи и да не ги правиме истите грешки. Да си го заштитиме домашното производство и домашните компании, бидејќи назад потоа нема да има. Секој кој ја гледа иднината во Европа е наш партнер и пријател, наш поддржувач и гласач. Во однос на престојната кампања за претседателските избори, со нашата работа во изминатиот период овозможивме денес ЛДП да има капацитет да настапи самостојно на престојните претседателски избори напролет. Новите органи на партијата ќе го имаат предизвикот во текот на февруари да ја донесат конечната одлука за начинот на настап на ЛДП на престојните избори. Ние ги создадовме сите предуслови за тоа. Партијата е во кондиција да собере 10.000 потписи. Имајќи предвид дека ЛДП е отворена партија, ние не разговараме само со членови од партијата, туку и надвор од неа за можноста да бидат наши предлози за претседателските избори. Во зависност од политичките околности, треба да ја донесеме вистинската одлука за тоа. Доколку политичката ситуација овозможува, без двумење, ЛДП треба да им овозможи на граѓаните да имаат поголем и подобар избор на следните претседателски избори. Да избереме личност која ќе обединува, а не личност која ќе не конфронтира со целиот свет. Ликови како Ѓорги Иванов повеќе никогаш да не и се повторат на Република Македонија. Ние како граѓани, но и како држава, заслужуваме подобар председател, заслужуваме да имаме либерален, европски ориентиран председател. Затоа, почитувани членови, да знаете дека не чека напорна работа во следниот период. Да не очекуваме дека граѓаните сами ќе дојдат кај нас. Ние треба да се доближиме до нив, да допреме до секој дом, преку медиумите, преку порталите, преку социјалните мрежи, но и теренски да стигнеме до секој гласач, до секој граѓанин и да ја представиме нашата либерално-демократска платформа, нашите либерални вредности. Не ни требаат повеќе зборови, ни треба акција. Демократијата е тука да се грижи за луѓето. Ние сме тука да ја овозможиме на демократијата слободно да функционира.